Со Христовото рождество се актуализира потенцијалот, значи човекот да не биде микрокозмос во макрокозмосот, како што учат незнабожечките философи, како што, например, е Демокрит. Со воплотувањето на Логосот, во сила, човекот е голем свет во малиот, макрокозмос во микрокозмосот, бидејќи ниту сонцето, ниту ѕвездите, ниту било кое друго создание освен човекот, според светиот Григорий Богослов, нема моќ да говори, да мисли и нема моќ да стане Бог не по суштина, туку по благодат. На кој начин се совршува реченото? Логосот Божји неискажливо се само унижува, снисходејќи од својата висина на човековата природа, нераскинливо соединувајќи ја со себе, смирувајќи се и сообразувајќи се со нас, правејќи го земното небесно, или подобро речено, спојувајќи ја божествената природа со човечката, поставувајќи се самиот себе си како пример на луѓето. Оти во теловувањето Христово заради нас луѓето и заради нашето обожение е суштината на нашата православна христијанска вера. Рождеството Христово е тајна, поголема од самото создавање на светот. Навистина представува загуба кога луѓето му се доближуваат на овој празник без грам теологија, кога го сведуваат само на подготвување храна и на фолклор. Со други зборови кажано, кога го прославуваат рождеството Христово, но без Христос. За нас смислата и целта на прославата на воплотувањето на Логосот секогаш ќе бидат зборовите Бог се вочовечи за човекот да стане Бог по благодат. Логосот Божји ја премости онтолошката провалија која што постоеше помеѓу Бога и човекот, та човештвото го виде и го гледа лицето на нашиот Господ и Исус Христос, бидејќи Логосот стана плод и живееше помеѓу луѓето, а и денес ни се дава во соборната Евхаристија. Затоа често нагласуваме дека црквата не е некаков философски систем, туку во соборната црква како начин на постоење го стекнуваме опитот од познанието на Богоотрокот Христос, ја стекнуваме полнотата на заедничарењето со соборниот Христос преку причестувањето со неговите тело и крв. За Христос да се роди во оние кои тоа ќе го посакаат, Он дејствува во пештерата на срцето, кое човекот доброволно го отвара и влегува со својата несоздадена благодат и во него преобразува се што е непреобразено. Бог стана човек и влезе во историјата на светот како отрок. Отците велат, рождеството Христово има значење за човекот, тогаш кога Христос влегува во времето на неговиот личен живот и го пресекува на средина, правејќи го живот пред и живот после Христа. Христос се роди.